Да, се гледа и се слуша сега, супер. Супер, кратко, 10 мислам дека ќе бидам брз и ќе се обидам да споделам тоа што секојдневно го сум опценат и секојдневно го со тоа што секојдневно си играм. Кратко за мене, за тие што не ме знаат, јас сум Наум, околу 7 години активно во индустријата. Започнав како фриленсер, кратко, па потоа веднаш се вработив како софтвер инженер. За не долго време основав своја компанија, стартап што развива стартапи. Па успеав преку таа компанија да работам во 6 години активни беа со таа компанија, 9 индустрии работев, преку 10 предприемачи, градевме стартапи, на некој од нив бев коосновач, на некој бев инженер, на некој продакт менеджер. Улогата би била CTO или fractional CTO, човек што 6 години активно се занимаваше со технологија и продукт, би рекол. За конечно 2024 претходната година во декември да започнам со развивање своји продукти, тоа што долго го очекував. Така да, после месеци градење своји продукти, анализирање идеи, алатки и така натака, дојдов до момент пред некое време каде што се осетив осамен на некој начин, затоа што немам некоја заедница со која што можам да споделам како денес идеи, да дискутираме за алатки и слично. Па го основав builders.mk, скоро првата заедница за инженери, дизајнери, маркетери, што да испорачаат свој продукт на пазар. Набрзо мислам, во иднина ќе знаете повеќе за Builders на некој друг вебинар или и така натака. Така да денес би сакал да зборувам за, нели ќе зборуваме за идеја милион долар идеја. Тоа е нели темата, но би сакал три споменам, да ги поминам денеска. Тоа се мојот фреймворк за наоѓање на идеи, како јас наоѓам идеи, идејата што ми е интересна, што сметам дека лесно може да се изгради денес, идеја што за која што јас би платил, и третиот дел е на интересниот според мене, тоа како анализирам, креирам понуди за било кој продукт што го развивам. Така да овие три точки би сакал да ги поминам и до крајот на овие 10 минути, се надевам ќе бидат 10, мислам дека сите ќе имате некоја идеја или инспирација за анализирање, валидирање и копање идеи, би рекол. Ќе започнам со првиот чекор, а тоа е усвари фреймворк како јас барам идеи или преку кои параметри се залюбувам во идеи. Тоа се неколку точки би ги спомнал, 5 од нив. Секогаш јас лично, ова не значи дека за сите важи, но јас лично сакам да таргетирам мали бизниси, затоа што сметам дека се лесни за таргетирање, полесни се да се продаде на нив отколку на корпорации, имаат пари и очени се за скалирање, за подобрување процеси и така натака. Втор параметар кој што ми е мене важен, дефинитивно не би сакал да влегувам во blue ocean територија, односно секогаш сакам да постои некоја идеја и да ја направам подобро. Сметам дека е сложено да се изгради идеја што не постои, сложено е да се презентира, сложено е да се фрамира цело решение и така натака. Трет параметар е сакам јасна дистрибуција секогаш, односно гледам како би можел да дистрибуирам идејата Reddit, LinkedIn, на групи, YouTube видеа и така натака. Четврт момент е дефинитивно би сакал да е лесна за објаснување во една реченица да може да се сфати. И петтата точка е очигледна, треба да решава некој проблем. Така да овие се некои параметри што јас ги користам за да се залюбам во некоја идеја. Кога ќе ми се исполнат овие услови, тогаш сум let's do that. Тоа не носи на втората точка денес, односно идејата што е досадна и сметам дека може лесно да се изгради, да се продаде, а тоа е invoice2books.com. Доменот го купив, кој што ако на некој му се допадне денес идејата, ќе му го дадам доменот и ќе му помогнам да изграде. Односно тоа е AI овозможена алатка, invoice процесор, што елиминира мануелно внесување фактури во софтвер за сметководство. 38 милиони бизниси мали во Америка, милиони бизниси во Европа и насекаде низ светот ги има. Голем дел од нив мануелно внесуваат фактури, line items, purchase orders или нарачки, извештаи во софтвери за сметководство, QuickBooks, Xero и други софтвери. Ова јас го правев лично, мене ми беше болна точка на мојот бизнис партнер и некако не го решивме или не посегнавме по решение. Во моментот мислам дека некој да ми понудеше ќе платев. Значи, бизниси мали, односно собственици, сите што се нашле на во таа улога, трошат по 4 до 8 часа неделно за да средат сметководство со цел завршната сметка да биде чиста.
Така да идејата е тоа, но тоа е само главната хукот, би рекол, главната, основната идеја. Целта на ова идеја е платформата да постане поголема, така што би била платформа со централен систем на сите деловни документи, нарачки, извештаи за трошоци, менаџирање на претплати. Цел тој момент со сите тие документи, се што доаѓа на мејл да се автоматизира и да биде сортирано и средено на еден продукт, на една платформа, затоа што тоа стварно е болна точка на бизниси, на мали бизниси, на сопственици. А интересно е што немаат средства да си дозволат фултайм сметководител, нели, инхаус. Треба да плаќаат, а нели средства да не дозволуваат. Како би ја растел? Која би била стратегијата за growth или за раст на оваа идеја? Три насоки партнерства со сметководствени компании, нели тие ќе не препорачуваат на мали бизниси, а и тие се очени за автоматизација, особено во Македонија. Постојат marketplaces на QuickBooks и Xero, каде што можеме да изградиме мини апликации, што ќе ни донесе, што ќе ни биде друг acquisition channel или канал на аквизиција за клиенти. И третата и важна точка е блог, артикли, туторијали, видеа за како нашиот продукт, како решението штеди време на бизнис сопственици, како помага. Така да тоа идејата верувам дека е многу едноставна, дека ја свативте сите, не ни мора да зборувам повеќе за идејата. Ќе во третиот дел за денеска, тоа е анализа и понуда, како би ја понудили и како јас ја анализирам и како анализирам други идеи. Ова е многу интересно. Јас сум секојдневно со ова, мислам дека сум нрд веќе. Станувам се будам со вакви работи, така да после вебинарот слободно можете и да ми пишувате, нели? Под анализа и понуда ќе поминиме 6 точки кратко, а тоа се Google Trends или тренд, дали постои тренд за invoice processing, дали има побарување за нешто вакво, како го направив истражувањето на пазар, кратко, кои се канали на продажба, кои би биле канали на продажба и како би можеле да ја пласираме оваа идеја. Оценка, ќе оцениме вредноста, ќе оцениме колку вредно решението што би го понудиле, ова е многу интересно. Ќе знаеме колку вреди. Понудата ќе ја креираме со фреймворкот The Value Ladder, што е многу интересен фреймворк, што верувам дека сите ќе ви биде момент, затоа што над 50% од продуктите на пазарот со овој фреймворк го користат за да креираат понуди, односно за вас да ве конвертираат во предплатени корисници. И последниот за мене, затоа што сум инженер, најлесен дел е алатки за развој. Сметам дека тоа е најлесен дел. Можеби не за сите. Анализа тренд. Google Trends, ова е достапно јавно, ова го правам за секоја идеја. Значи можете на Google Trends да проверите keywords, searches, односно побарувања на фрази и зборови, колку одредени зборови или фрази се пребарувани во одреден период. Многу интересно е. Например, Automated Invoice Processing, фразата последниве 5 години, пазете, нема побарување, па 2025-та сега веќе има побарување затоа што вештачката интелигенција завзеде доста, па и сите се хајпнат или сакаат нешто да автоматизираат, макар и бизниси што немаат појма за вештачка интелигенција. Во септември 2025 има 8100 побарувања на Google за фразата Automated Invoice Processing. Друга фраза е Best Invoice Automation Software. Ова е доста исто така интересно. Значи тек сега се зголемува расти уствари трендот на такви побарувања, што е добар индикатор дека тука нешто има, нешто што има. После Google трендови, нели обавезно бараме, истражуваме артикли, бараме за пазарот, конкретно за пазарот, каде се движи тој тренд, тој пазар, дали се развива или не. Тука од неколку релевантни извори најдов артикли. Например, тука еден вика моментално во 2025-та Invoice Software маркетот, пазарот, вреди околу 5,7 милиарди и очекувано е да расти до 20 милиарди до 2035-та, односно 15% раст, што исто така уште еден добар индикатор дека може тука нешто да креираме, да понудиме и да продадеме. Покрај тренд и артикли, истражување, има нешто интересно што го креирав, што мислам дека интересно. Додуше ова ќе го направам тука, мислам дека го споделив цел екран. Односно тоа е Google Query за Reddit. На Reddit сите луѓе, односно голем дел од луѓето ги искажуваат своите фрустрации, проблеми за продукти, за побарување и слично, така да Reddit е многу добар социјален медиум за да видите со какви проблеми луѓето се соочуваат и какви решенија се возможни. Например, мислам дека го гледате екранот. Google, супер, да.
Ако вметнам тука и ако пишеме, само треба да се смене, треба да променеме пазарот. Името на пазарот, ево ќе пишам invoice processing. Кверито содржи зборови како фрази како my biggest struggle, my biggest fear и така натака. Веднаш се појавуваат артикли од Reddit со луѓе што се жалат за нешто. Пазете ова, can't keep up with my invoice processing. Is there an easy way? Blah, blah, blah. How do you handle the invoice collection process? Значи, веднаш доаѓаме до момент, веднаш наоѓаме некакви си проблеми и тука, доаѓаме, окей, можам уште да копам. Така да тоа е исто така многу интересно. Чекор 3, нели зборавме за Google Trend, за истражување и со Reddit, Чекор 3 од анализата на оваа идеја и на сите идеи што ги правиме, канали за продажба. Односно, обавезно за мали бизниси бараме групи релевантни. Конкретно за оваа идеја ги најдов сите групи на Facebook, што би можеле да ги искористиме за да ја продадеме идејата и да се поврземе со корисници. Како Wave Accounting User Group. Тука пишуваат, I'm looking for recommendations for invoice software that can automate invoice calculations и така натака. Значи, ова се реални постови што ги екстрактирав. Покрај Facebook групи имаме и Reddit. Reddit групите се многу важни за да се поврземе со рани корисници и да споделуваме дека го решивме проблемот. Групи како Entrepreneur, Accounting, сметководство, нели Invoice to Book се вика идејата, така да ова се каналите за продажба. Сега, другиот момент, откако ќе осетиме дека тука може да решиме проблем, е колку би вредело нашето решение. Ова е едно од најинтересните, најдобрите формули што имам видено во последните години, а тоа гласи вака, односно формула на Алекс Хормози за оценка на вредност на едно решение или продукт. Потенцијалниот резултат на некој на корисник што го таргетираме помножено со веројатноста дека нештото ќе му го решиме, дека нештото ќе го реши неговиот проблем, производот поделен со времето негово што треба да го потроши, неговиот ефорт. Односно, ако на еден бизнис оунер за многу кратко време, без негов ефорт, му го решиме проблемот што го има, му го автоматизираме проблемот што го има со фактури, вредноста е голема. Сега, ова е многу интересна формула и сите што градите, сите што анализирате идеи, треба да си ја направите за својот продукт и да видите од прилика колку е вредноста на вашиот продукт, барем во ваша глава. Конкретно за Invoice to Books, како јас го гледам тоа, Dream Outcome, зашто јас бев нели и сум собственик на мал бизнис, за мене е 8, од 1 до 10 тоа е 8, затоа што ако некој ми го реши, автоматизира процесот на фактури сметководство, за кое што стварно сум трошел време, дури нервоза сум добил за да го средам тој момент со завршни сметки и така натака, верувам дека ми е Dream Outcome 8. Perceived likelihood of achievement, ова е нели која е веројатноста дека нештото ќе се реши и ќе работи, веќе постојата, идејата не е blue ocean, постојат вакви идеи, може да се реши ова, заради тоа е 8. Времето за кое што ќе го добијам јас резултатот, решението е веднаш, затоа што веднаш со продуктот ќе се автоматизира процесот, но тука имаме помал скор за effort and sacrifice и жртва. Зошто? Затоа што ова решение за да работи за некој бизнис оунер, собственик, ќе треба собственикот да даде малку ефорт да го поврзи, да ја поврзи својот софтвер за сметководство со неговиот мејл, да се регистрира и така натака, има малку ефорт од негова страна, што не носи кон 8, нешто или оцена за вредност 9. Ова беше Чекор 4. Оценка на решението, што значи ова е уште еден добар индикатор дека ова решение или овој продукт може да нуди вредност. Најинтересниот дел за секој продукт или за ова што стварно мене се возбудувам на вакви теми е како ја креираме понудата, односно фреймворкот The Value Ladder, што јас го користам. А тоа е фреймворкот Расел Брансон, што е маркетинг стратегија за како да почнеш од минимална цена, од минимални трошоци, да зголемуваш и вредност и цена. Пазите, сега ќе ви покажам усвари тоа што многу од продуктите денес го користат. Клучните фази се следни. Секој продукт скоро, верувам дека знаете, има нешто што дава бесплатно, или лид магнет, или мамка, бейт, тоа е бейт, мислам дека е мамка зборот. Потоа те носи на некој фронтенд офер што е усвари не главната понуда, но некоја понуда за поевтина цена, за откако ќе те конвертира во платен корисник, да дојдеш до главната понуда и да направиш апгрейд внатре во корисникот, да платиш, да речеме, од 10 на $30.
Дополнително има фази како continuity програм и backend offer што се усвари на пример премиум support, плати годишно и така натака. Ова е многу интересен фреймворк што многу од продуктите денес го користат. Конкретно за Invoice to Books, софтверот што сакаме да го изградиме за фактури, вака би гласело. Lead Magnet, размислов би било Invoice Savings калкулатор. Можеме да направиме бесплатно калкулатор што секој собственик на бизнис ќе може да го искористи за да пресмета колку време би му заштедило нашиот продукт или решение. Ке внесе, да речеме, колку фактури има месечно, нарачи колку има и така натака, и ќе добие веднаш некоја естимација. Тоа би било бесплатно. Фронтенд оферот би било најосновната автоматизација на фактурите, односно од мејл веднаш да му се префрла во акаунтинг софтверот, и тоа би било околу $10 на месечно би било $10, за потоа откако ќе го конвертираме во платен корисник да ја понудиме цела платформа, односно $30 месечно, а тоа е веќе платформа што нуди менаџирање на претплати, даноци и слично. Тука има баш споредба направено. Тука би имало Basic и тој Pro, усвари Core Offer и Frontend, превенција на дупликати, вендор automation, од кај се фактурите и други работи што можеле да бидат вклучени во главната платформа. Како continuity програм, нареден чекор би се понудило, не знам, продуктот наместо да го понудиме, да речеме, само месечно, ќе го понудиме $300 месечно, го имаш цел плюс имаш премиум сапорт. Што значи тоа? Го решаваме чрн моментот. Односно некои што ќе го користат месец-два, вака ќе имаме корисници што цела година ќе го користат продуктот. И последната фаза, исто клучна фаза на тој да Value Ladder Framework е Backend Offer. Што прават исто така многу продукти? Ти нудат кастом интеграции, прилагодени интеграции за според твојот бизнис, каде што го наплаќаат поскапо. Тоа би било $100 месечно, да речеме, на бизнис, или не знам, некоја кастом цена што би се дефинирала преку состаноци. Така да ова е интересен, многу интересен фреймворк за да не лутате со креирање на понуда. И ова е специфично го креирав за Invoice to Books и бројките лупнати. Според овие бројки се добива таа $99 просек цена што би можеле да ја наплатиме на собственик на бизнис, каде што помножено со 800 бизниси би дошле до $1,000,000, до $1,000,000 периодичен годишен приход или ARR, Annual Recurring Revenue. Така да тоа е петтиот чекор, и шестиот чекор според мене најлесен за развој, како би јас би ја пристапил, како би ја развил ова идеја, е со неколку алатки. Тоа се Bolt New Airtable и VO или V0.dev. Нели, ако некој е инженер, може да користи Cursor и Ruby on Rails и програмски јазик, но ако не сте инженер, верувам дека се гради со V0 за самиот продукт. Airtable лесно можете CRM или Customer Relationship Management платформ да искористите за лидовите што ќе ги добивате и за други функционалности. И Bolt.new е супер алатка за да креирате лендинг пејдж. Дури јас тука можеби ќе ви споделам после ова некаде, ако имаме, Петар, некој хаб, не знам, имам добар промпт креирано за лендинг пејджес, што креира лендинг пејдж според реални проблеми од Reddit и така натака. Така да за развој делот, нели, за мене е лесен доста, но верувам дека и многу луѓе можат да изградат оваа идеја, зашто стварно не е сложена идеја, а лесно може и да се продава според мене. Така да тие се неколку чекори што јас ги поминувам за сите идеи, конкретно за оваа идеја.